Се наоѓаме во основниот суд во Куманово, каде е сместено и основното јавно обвинителство во овој град. Со мене е вишиот јавен обвинител, односно шефот на вишото јавно обвинителство, господинот Хајлурахи. Господине Хајлурахи, ви благодарам што ни дозволивте да влеземе овде како што ни ветивте. Како што ветив и претходниот пат, кажав дека ќе одиме и ќе направиме краток прилог за условите во основното јавно обвинителство Куманово. Накратко, за истите ќе ве запозна и јавниот обвинител во основното јавно обвинителство во Куманово, Теута Бедил Рамадани. Да, благодарам. Рамадани, дали ова е само еден ходник на првиот кат од обвинителството? Дали ова се единствените простори кои ги користи обвинителството или имате повеќе простори на располагање? Да, значи моментално јавното обвинителство во Куманово е сместена во оваа страна, во една страна на ходникот, на судската зграда и ги користиме единствено само овие простори што се тука. Повелите. Повелите. Колку простори има вкупно? Има 8 канцеларии, каде што се сместени сите обвинители, заедно работат со стручни соработници во исти канцеларии, по 20 обвинители се сместени, таму се води истрагата, се сослушуваат странки и значи имаме проблеми со водење на истрагата, немаме просторија каде што треба да се сослушуваат странките, малолетни лица, оштетени, жртви. Во овој ходник што е ова што можеме да го? Во ходникот се сместени, како архива служи ходникот, овдека се постарите предмети што ги користиме од време на време ако некој адвокат или некоја странка поднесува некое барање за било што повторување на постапка или така натаму, тука се сместени бидејќи немаме простор за архивата. Исто така вреќите што ги гледате значат повелите, да. Корпора деликти се вреќите, истите имат, некои имат дрога, некој оружје, секира или било што се предмет за и доказ за. Сакате да кажете дека веднаш до ова архива која се наоѓа во ходникот, во овие вреќи кои ги имате на подот се наоѓаат запленети оружје и запленета дрога? Да, исто така и по канцелариите на обвинители имаме вакви вреќи, докази, корпора деликти. Кој се грижи за безбедноста на овие работи? Сите јавно обвинителски службеници се грижат, максимално се трудат да ги чуваат овие докази, а немаме определено лице, ниту е назначено од повисоките обвинителства. Кога обвинителите вршат разговор или распит на некој лице во своите канцеларии, тогаш овој ходник останува празен? Мислите за да ги чува некој вие? Имаме јавно обвинителски службеници кои се сместени во првата канцеларија, во приемно оделение, повеќе четворица се сместени во една канцеларија, во тие случаи едниот од нив излегува, помага на јавниот обвинител, чува ако е потребно и странките кога некои су по-проблематично, исто така и судската полиција помага. Меѓутоа, вие немате ваше обезбедување, го користите обезбедувањето на судот? Немаме наше обезбедување. Судската полиција ни помага во тој случај, да. Како може да продолжиме понатаму? Да, дозволите да влеземе и да видиме како изгледа канцеларијата. Канцелариите на обвинителите, еве, значи од таму конкретно сајла имаме како корпора. И ова е запленет материјал. Да, така. Значи канцелариите на обвинители су тука, можете да влезете во една канцеларија да видите во какви услови работат. Ова кршење на законот за јавно обвинителство, нели ова и небезбедно? Затоа реков, значи за безбедност на доказите се грижат сите јавно обвинителски службеници и јавните обвинители ги чуваат тие што су некои докази каде што планира да покренат обвинение, ги чуваат во нивните канцеларии заклучени. Овдека се повеќе на тие предмети каде што отфрламе за да ги вратиме во полиција или пак на странките, така да се грижиме ние постојано за тоа, ама немаме определено лице да го направи тоа. Ако може сега да влеземе во некоја од канцелариите? Можеме, еве повелите тука. Вака, овдека е канцеларија на обвинителка Татјана. Еве како изгледа бирото на еден јавен обвинител. Овдека се сместени стручни соработници, двајца, Орхан и Кристина моментално е волонтерка. А каде се вршат распитите? Овде се Тука се врши распитот, овдека седи адвокат и странката
и вака се врши распитот на странките. Се чувствуваат ли вработените овде безбедни во вакви услови? Не се чувствуваат безбедни. Реално нема ниту 1 метар од обвинителот или од службеникот до Да. лицето врз кој се врши распит. Значи не се чувствуваат ни обвинителите, ниту и јавно-обвинителската стручна служба, не се чувствуваме безбедни. Имаме и непосредни закани, онака што не можеме да ги ажурираме с некој предмет, него вака како најави. Меѓутоа мора да се завршиме работата и во вакви услови успеваме да стигнеме некој резултат, да бидеме ажурни до негде. С колку обвинители располага Кумановското обвинителство и со колку стручни соработници? По систематизација се предвидени 13 обвинители минимум да бидат во ова обвинителство, меѓутоа ние сме 8 плюс 1. Тоа значи дека 8 обвинители што постапуваат по предмети и јас како основен обвинител сега, моментално во ова основно јавно обвинителство. Стручни соработници имаме 3 со правосуден испит и 4 само како приправници. Колку недостасуваат според систематизацијата? Обвинители недостасуваат 5 минимум. А и стручни исто така недостасува. Стручни соработници и помошен кадар, значи недостасува, пошто е големо обвинителство со проширена надлежност, опфаќаме и 2 гранични премини, Табановце и Деве Баир, а тие су фреквентни гранични премини, каде што секоја недела имаме притворнички предмет, поитно што се работи, затоа што дежураме 24 сати секој ден од неделата. Успевате ли да се справите со обемот на работа со оглед на тоа дека недостасува кадар овде? Успеваме со тоа што работиме и после радно време. Значи, Може да излеземе да ги оставиме вработените да работат. И уште едно важно прашање кое ни се наметнува е очигледно за финансиите, односно за финансиските средства со кои располага обвинителството, дали се доволни, дали имате финансиски проблеми освен недостатокот на кадар, бидејќи вишиот јавен обвинител веќе спомена дека целото обвинителство всушност работи со половина сила токму поради недостатокот на финансии, токму поради тоа се случуваат одредени доцнења, дали и вие имате такви проблеми? Да, сите обвинителства во цела Македонија го имаат тој проблем. Значи имаме случаи каде што не се плаќат на време вештите лица кои изготвуваат вештачења за истрагата, ниту преведувачите не се плаќат на време. Тогаш се покажува разочарување и фрустрација кај тие лица што помагат во истрагата и одредени случаи не сакат да си вршат вешт наоди мислење, ниту пак да дојдат на превод. Меѓутоа ние имаме такви непосредни контакти и ги молиме дека ќе биде исплаќањето покасно. Во такви некои ситуации го решаваме проблемот на тој начин. А ви се случило одредена институција да одбие да ви достави одреден наод или извештај токму поради финансиите? Да, имаше и такви ситуации кај нас во обвинителство во Куманово, неколку, 2-3 случаи. Меѓутоа успеавме да го решиме со добра комуникација, да го надминеме тој проблем и да не ни представува пречка, затоа што многу е битно на време да се врши истрагата, да се подготви предметот за обвинение и за понатамошна постапка. Колкав простор вам ви е потребен, па во смисла и на обезбедување и на зачување на сите овие и архиви и доказни материјали за да може да функционира обвинителството онака како што му доликува на едно обвинителство? Да, потребно е да го решиме прашањето со објектот. Ние со председателката на судот направиме една одлука за рокада на спратот и сега очекуваме со проектот ИПА 2015 да се реновира горниот спрат на судот, каде што ние ќе се сместиме таму после реновирањето, овој дел ќе остане на судот. Меѓутоа и тоа не е решение, затоа што истите простори ќе ги добиваме малку повеќе од тоа 3 канцеларии. Нашиот план е да го добиваме и другиот дел од ходникот, каде што е сместено водостопанството. Работиме на тоа и со вишиот обвинител и со директорот на водостопанството, работиме на тоа да го добиваме и тој дел, затоа што не наликува на обвинителство да работи во вакви услови. Значи, еве и под услов да се добијат другите простории што се предвидени горе, значи нема да биде решение за проблемот, туку само импровизација на бидејќи секако нема место за доказниот материјал и за целата оваа архива. И за обвинителите, секој обвинител да има своја канцеларија, кај што ќе може да ги обавува редовно јавно обвинителските работи. Така да најавеното решение не е решение, туку само импровизација на
изнаоѓање на соодветно решение. Исто така и канцелариските услови, бидејќи сме влегле во вашата зграда, во Скопското обвинителство, во на нова зграда на КЕОТ, меѓутоа таму има услови за вршење распит и одреден оддалеч далече место. Кај нас, значи во основното јавно обвинителство Скопје, за разлика од другите обвинителства, има посебна просторија за сослушување на странките. Сметате дека треба во секој обвинителство да Секако да, тоа е по стандарди и такви налагат условите за работа. За крај само уште една работа, бидејќи видовме дека нема чувар напред пред вратата, има апаратче на кое веројатно се уклучува на некој пин, меѓутоа ние кога стигнавме беше отворено. Дали некогаш се случило овде да упадне некој кој не припаѓа овде, некој кој дошол да се послужи со другите служби во оваа зграда, или дали некогаш се случило да недостасува некој доказ или некој документ, дали не се случило да украде некој нешто од овде од ходникот? До сега не се случило некој да украде некој документ, доказ или некој предмет, меѓутоа напад од странки, од криминалци сме имале во ходникот, ги повикаме судската полиција да интервенира и да помага и така некако сме го решили проблемот. Сакав да кажам, бидејќи заборавив да спомнам дека го имаме и еден проблем, тоа е Крива Паланка, обвинителството за Крива Паланка. Во 2015 година со одлука на претходниот републички јавен обвинител ни е дадено задолжение да постапуваме по предметите во јавно обвинителство Крива Паланка и да застапуваме обвиненија на судење, бидејќи таму нема ни еден обвинител моментално. Затоа што Значи дека обвинител патува до таму и се да, враќа по патуваме и јас патувам секоја недела еднаш неделно и еден обвинител да застапува предмети на судење и тоа ни е представува голем проблем и затоа мора да најдеме решение да се реши тој проблем. Обвинител, ќе ви благодарам што ги отворивте вратите за нашата камера. Се надевам дека следниот пат кога ќе дојдеме, ќе ве најдеме во малку подобри услови. Се надеваме ние и јас ви се заблагодарам што покажувате интерес и што се обидувате да преку вас еве да најдеме начин да го решиме проблемот. Инаку во многу лоши услови сме и самите гледате. Мора потитно да се постави, да се интервенира и да се реши проблемот на нашето јавно обвинителство. Благодарам.